Почитувани пријатели, денес ќе ви се обратам два пати во последните неколку денови, нормално со причината е како што знаете, она што го започна нашиот тренер Мити Митив, фудбалската хуманитарна телефонска говорница. Драги пријатели, денес ќе ви се обратам како комет администратор на ФК Каменица Саса, како човек и како неформален портпарол на клубот, за да ви кажам неколку работи. Прво, обраќајќи ви се како комет администратор на клубот, сакам да им се заблагодарам на сите оние кои во последните неколку денови се вклучија во хуманитарната телефонска говорница за подршка на Томе Јанев, фудбалерот на Беласица, кој се бори со болест и на кој искрено од срце му посакувам што побрзо оправување. Искажувајќи благодарност до сите вас кои веќе се вклучивте и до сите оние кои во иднина ќе се вклучат, би сакал уште еднаш денес да ги потенцирам броевите за донации. Тоа се броевите 143 136 на Телеком и 143 462. Ќе искористам оваа прилика исто така да донирам. Драги пријатели, по сугестија на мојот пријател Сашко Арлампиевски, а исто така и моето мислење е тоа исто дека и женскиот фудбалски клуб може многу да помогне во ширењето на броевите и во подршка на оваа хуманитарна активност која започна нашиот тренер Мити Митев, па затоа денес би сакал да ги предизвикам шампионскиот тим на ЖФК Каменица Саса, односно нивниот тренер Зоки Златковски, капитенот на тимот Ана Димитровска и најдобриот женски фудбалер во Македонија Ленча Андреевска да почнат ова игра на номинации, ова хуманитарна активност во која сме сите заедно за подршка на нашиот македонскиот фудбалер Томе Јанев. Драги пријатели, како што знаете, се тоа почна по иницијатива на тренерот на ФК Каменица Саса Мите Митев, на кој неизмерно сме му благодарни за целата енергија и време која што го одвојува за да му даде подршка на Томе Јанев. По тоа би сакал да ви се обратам и како човек. Драги пријатели, на почетокот на оваа година, јас како и сите вас имав многу желби, имав многу планови и имав предизвици кои сакав да ги остварам во текот на оваа година. Дури имав работи за кои имав конкретни рокови и си велев уште на почетокот на оваа година дека очекувам оваа година да биде многу подобра од она што беше почетокот на претходната, но еве денес би сакал да ви кажам дека имам само една желба. Оваа година имам само една желба, пријатели. Мојата желба оваа година е да се победи предизвикот нарочен коронавирус и сите оние кои се борат за своето здравје оваа година да оздрават. Еве, праќам порака директно од срце и верувам праќате и вие пораки од вашите срца да влезе чудо во сите домови кај што луѓето се борат за своето здравје и да се надеваме дека оваа година сите ќе се опорават и ќе оздрават. Истовремено би ве повикал да го победиме заеднички и човечки овој нечовечки вирус. Оваа според мене вештачка творевина да ја победиме на природен начин. Затоа да останеме во своите домови, да држиме дистанца, да ги почитуваме препораките на Светската здравствена организација и да излеземе победници во ова премрежие и во овој голем животен предизвик. На крајот, пријатели, би сакал да ви се обратам и како портпарол на ФК Каменица Саса, како неформален портпарол, и би сакал да ви спомнам неколку работи. Драги пријатели, фудбалскиот клуб Каменица Саса се труди да понуди во ова време различни содржини за да можете во своите домови да го пополнувате своето време, па затоа од утре фудбалскиот клуб Каменица Саса ќе организира интервјуа со поранешни фудбалери на фудбалскиот клуб Каменица Саса во кое што интервјуа тие ќе ставаат и своји поранешни слики како фудбалери на ФК Каменица Саса. Првите 5 луѓе кои ги одлучивме да го направат тоа и кои ќе ги замолиме од утре понатаму да кажат неколку зборови за својата фудбалска кариера се Методи Ѓоргиев, Осим, кој исто така се уште го учествува на свој начин во работата на клубот преку неговиот син Виктор. Тие обезбедија донација пред некое време во спортска опрема.
потоа Љупчо Глигоровски, еден од најдобрите бекови во Македонија, потоа ќе пробаме да направиме интервју со Саше Василски и Зоки Василски, за на крајот петото интервју кое се планира за наредната недела да биде со Стефан Петковски. Драги пријатели, истовремено како портпарол на клубот би сакал да искористам оваа прилика и од името на фудбалскиот клуб Каменица Саса да упатам искрени честитки со желби за многу здравје за Томе Јанев, кој денес го слави својот роден ден. Среќен роден Томе Јанев, да ми бидеш здрав и жив и да го победиш овој тежок животен предизвик. На крајот, како постскриптум, како PS, упатувам и уште неколку номинации, тоа нека бидат номинациите за Доминик Тенев, тренер на шампионскиот тим на младинските категории на ФК Каменица Саса, и до неговите фудбалери преку номинации да се вклучат во оваа хуманитарна телефонска говорница, и исто така до тренерите на младинските екипи пионери и помлади пионери Дени и Блаже, ве повикувам и вие да се вклучите преку ваши видеа или на ваш својствен начин да се вклучите во оваа хуманитарна активност и истовремено да номинирате и други. Драги пријатели, да имате пријатен ден, да сте живи и здрави и чувајте се. Имајте пријатен ден уште еднаш.